На администрацијата и дојде преку глава. Незадоволството кулминираше и вработените од речиси цела јавна администрација излегоа на улица. Пратениците да се надминат себе си и да изгласаат буџет кој ги гарантира зголемување на платите. Никој не зема просечна плата. Парите на студентите и ранливите категории ги земаат функционерите. Им порачаа од пред собранието илјадници административци на пратениците. Преговори со влада кои беа прекинати само поради ароганција на вице-премиерот Фатмир Битики и буџет за 24 година во кој нема ништо за работниците, ама има 78% за функционерите. Да биде уште полошо, владата има намера во најбрз можен рок, во скратена постапка или со европско знаме, да ги измени сите последни закони, за да вработените во месец март не добијат усогласување кога ќе се покачи минималната плата. 9 месеци извинете на израз, никој не ферма. Имаме состаноци со судски совет, но топката е префрла кон финанси, кон правда и така натаму. Ние ништо не бараме. Ние бараме европски плати за нив, европски плати за нас. Она што максимално го крена револтот е изјавата на вице-премиерот Фатмир Битики дека вработените во судската администрација и здравствените работници не ги даваат потребните услуги за граѓаните. Административците дојдоа пред влада за да порачаат дека ваквата изјава е срамна и треба тие да си ги скратат платите, а не да удираат по грбот на службениците. Срамота е владата да кажува дека треба да промени 7 закони, а со еден закон си ги зголемија платите преку ноќ, за да си ги намалат. И срамота е владата да кажува дека со европско знаменце ќе ги силува работничките права за укинување на основната компонента, делот за минимална плата со кој сакаат да ни земат 2000 денари во месец март од нашите джебови. Додатоците на плата ги бара и администрацијата на судски совет. Не можат да ги земат, оти парите наменети за нив одат за повисоките плати на судиите. Ако нема договор, тие ќе стапат во генерален штрајк. И повекуваме да седнат во парламентот, додека се носи буџетот на Македонија и да изнедат пари, да им го дадат заслуженото на јавната администрација. Впрочем, да го почитуваа законот за минимална плата во изминатите 5-6 години, и согласно тој закон, во членот 8, каде што треба да се усогласуваат платите во рок од 6 месеци од која се носи усогласувањето на минималната плата, сега немаше да бидеме во ваква ситуација. И покрај тоа што сите се на улица, владата порачува дека легитимно било да се протестира. Тренчевска уверува дека платите биле зголемени и за 100%. Министерката се повикува на колективниот договор и по се изгледа нова методологија за плати административците ќе имаат дури во 2025-та. Тие пак не попуштаат и кажаа дека нема да се тргнат од улица, се дури не им се исполнат барањата.